Токму пред почетокот на овогодишната сеидба на Оризот, водостопанската подружница Брегалница од Кочани ги информираше земјоделците дека треба да склучуваат водокориснички договори за да добијат вода за наводнување. За сега постапката оди бавно, иако неколку пати беа упатени апели оти таа е неопходна за да се стави ред во хаосот со непочитување на меѓусебните обврски. Постапката за склучување договори е едноставна, велат од водостопанското предпријатие, а можни се санкции доколку тоа не се направи во предвидениот рок. Со самите средби со водокорисници по села во местните заедници ги едуцираме на некој начин дека треба да склучуваат договори годинава, ќе има мешовите комисии од цела Македонија од водостопанство, ќе оди на терен да вршат увид и санкциите се големи. Благодарение на овие средби со водокорисници веќе доаѓаат, склучуваат, еве користам и ова можност да апелирам до сите наши водокорисници да доаѓаат во канцелариите во Кочани, Штип и Свети Николе, да склучуваат договори. Потребно е само имотен лист и тоа фотокопија, потребна лична карта и изјава да колку не ја користат на нивно име, односно ја користат на некој кај што не е решено правно имотно односи. Тоа е се средува многу брзо договорот, се образуваме ние со наши обврски према нив, да ги испочитуваме и мислам дека на тој начин ќе ставиме ред. Оценка на земјоделските производители е дека склучувањето водокориснички договори може да им биде од полза, со оглед што ќе се знае кој ќе ги плаќа обврските за воден надоместок. Од една страна е добро тоа што тие луѓе што користат туги ниви под наем, они не ги плаќаат водни заедници, а решенијата доаѓаат лично до газдата на нивата. Собственикот на нивата. А водна заедница со овај начин мислам дека они ќе постигнат тај што работи нивата, тај треба да си ја плати водна заедница. Обврската за земјоделците да склучат договор е согласно членот 20 од Законот за водостопанство, во кој стои дека снабдувањето со вода за наводнување ќе се врши врз основа на склучен договор. Според предвидувањата на одговорните во предпријатието, се очекува на ниво на хидросистемот Брегалница да се склучат околу 20.000 договори. Единствена нејаснотија за земјоделците за сега е што се уште не е позната цената што ќе треба да ја платат за наводнување по единица површина, иако неофицијалните информации велат дека таа ќе остане непроменита во однос на минатата година.